Скопјанец имал голема среќа кај Штип. Од слалом излетување од падот помина само со повреди кои не се опасни по неговиот живот. Ова е епилогот од страотната гледка кај селото Балван, каде дистрибутер на супи изгубил контрола над возилото, излетал од патот, се превртел и завршил во дрво во нива. Од колата го вадеа пожарникари. Помалкумина веруваат дека од таму ќе извадат жив човек. За среќа, Господ утринава бил со него, па тој заврши во болница, ама релативно здрав. Утринската сообраќајка уште еднаш го потврди Балван како лошо сообраќајно место. Причини за ваквата репутација има многу, но една се издвојува како најчеста. А на веб пат од 80 не треба повеќе се вози. Тоа може да кажам. А они возат 120, 150 и мора да ури кривини има. Со преонај пат еден поп, он возиш има 120. Шом патиште немаме брзо возат, џабе се. И што да прават, нема фајда шом не се поштои. Но многу луѓе гинат со сега јаки колите. А не поштоат ништо. Овдешните жители се чести сведоци на испокрчени возила, повредени и загинати возачи и патници. Од туѓото лошо искуство, тие научиле една лекција која им ја кажуваат на оние зад воланот. Нормално дека треба да се внимава на брзина, на притицање, на се. Шофери возите полека и паметно. Што точно се случувало изутринава кај Балван, треба да потврди полициската истрага, која ќе ги каже точните причини за сообраќајката.